Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска во Дубровник учествува на состанокот на лидерите од Брно-Бриони процесот, неформална иницијатива за соработка меѓу земјите од регионот, во контекст на аспирациите за членство во евроатлантските организации. Теми на овогодинешниот состанок се политичката состојба и односите во регионот, продолжување на политиката за проширување на Европската Унија, клучните инфраструктурни проекти во овој дел на Европа и енергетската политика. Покрај лидерите од регионот, најавено и присуството на германската канцеларка Ангела Меркел, како и на францускиот државен секретар за европски прашања Арлем Дезир и европскиот комесар за енергетика Гинтер Етингер. Присуството на Меркел на состанокот во Дубровник да ги слушне лидерите е добра вест за регионот, како потврда за враќањето на интересот на Германија во регионот, велат од кабинетот на македонскиот председател Ѓорѓе Иванов. Најбитни заклучоци кои се очекуваат да произлезат од средбата со Меркел се промоција, охрабрување и јакнење на напредната форма на соработка на регионот со Европската Унија, која ќе помогне финалната политичка и економска консолидација на регионот во рамките на проширувањето на Унијата. Ова значи дека сите досегашни регионални механизми на одреден начин ја завршиле работата, дека нема веќе место за декларативност, дека ни треба напредна фаза на соработка од која ќе произлегуваат конкретни резултати, нешто на што претендира Брно-Бриони процесот. Лани со Оланд, а сега со Меркел. Се бара конечна консолидација на регионот, политичка и економска во рамките на проширувањето. Додека вработените во приватниот сектор добија законско право за регрес за годишен одмор, за вработените во јавниот се уште се преговара и со новиот колективен договор кој е во фаза на составување. Ке има К15 и за нив, но во контекст на состојбата во која се наоѓа државата и буџетските средства со кои располага, најавува Живко Митревски, председател на Сојузот на синдикатите на Македонија, во интервју за весникот Вечер. ССМ се додава им нуди бесплатна правна заштита на работниците ако не добијат К15, ако се изложени на мобинг и слично. Цените на парното грејење од 1 август ќе се намалат и се проценува дека поевтинувањето не треба да биде помало од 10%, пишува весникот Дневник. Со оглед на податоците за ланската година, познавачите велат дека цените треба значително да се намалат. Сепак за процентот со кој ќе се коригира цената, конечен збор има регулаторната комисија за енергетика, што меѓу другото ќе зависи и од тоа колкави трошоци за инвестиции ќе бидат вкалкулирани во крајните цени. Министерот за здравство Никола Тодоров при дводневната работна посета на Словенија и на Германија ќе посети повеќе медицински центри и ќе оствари работни средби со менаџментот на реномирани здравствени институции во овие држави. На средбите ќе се разговара за можноста за дообука на медицински кадри од струки и специјалности, дел од програмата на Министерството за здравство за дообучување во реномирани медицински центри. Најмалку 10 лица загинаа, околу 100 се повредени кога 3 вагони во метрото во Москва излетале од шините. Околу 50 на лица се во критична состојба. Спасувачките екипи користат хидраулична техника за да ги евакуираат патниците. Руското министерство за вонредни состојби информираше дека причината за несреќата е наглото повлекување на супирачките. Израелскиот кабинет за безбедност го прифати предлогот на Египет за примирие со палестинците. Египет синоќа предложи привремен прекин на огнот како прв чекор за ставање крај на најновиот израелско-палестински судар, во кој досега животот го загубија 175 лица, а над 1200 се повредени. Египетското министерство за надворешни работи објави план во 3 точки, што треба да почне со 12-часовен прекин на огнот од Израел и Хамас. Потоа следува отворање на граничните премини и преговори во Каиро меѓу двете страни. Портпаролот на палестинското движење Хамас во Газа изјави дека групата го нема уште официјално добиено предлогот за примирие, повторувајќи го неговиот став дека прво треба да се исполнат неговите барања пред да го предадат оружјето. Военото крило на Хамас, бригадите Ал-Касам, меѓутоа го отфрлија предлогот за прекин на огнот, оценувајќи го како капитулација. Во бразилскиот град Форталеза денеска почнува дводневната средба на шефовите на држави или влади на членки од групата БРИКС – Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка. Тоа е шеста средба на врвот на државите од организацијата кои заземаат 26% од површината на земјата и представуваат речиси половина од светското население. Во фокусот на средбата е создавањето банка за развој и фондот со вкупни монетарни резерви како паралелни структури на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд.